Здраво, драги другарчиња. Јас сум учителка Станче. Денес ќе се дружите со мене и заедно ќе се запознаеме со пролетните цвеќиња и ќе научиме нешто повеќе за нив. Јас знам дека вие знаете дека пролетните цвеќиња се појавуваат во годишното време пролет. Веднаш ќе започнеме. Пролетта пристигна. Сонцето ги пушти своите зраци и ја стопли целата земја. Со пролета ни дојде и пролетниот дождец да ја наводени земјата, за побрзо да растат тревата, цвеќињата и дрвјата. Тревата зеленее, дрвјата разлиста, а еве ги ластовичките се вратија од далечниот југ. Сонцето, кој што рековме, ја стопли земјата, дождецот ја наводени и еве ги пролетните цвеќиња веднаш расцветаа. А кои се тие? Ајде да погодуваме. Кој е ова жолто цвеќенце овде? Аха, погодувате? Тоа е нарцис. Нарцисот е род од фамилијата на кукичињата. Да видиме ова цвеќенце. Кој е? Знам дека ќе погодите. Тоа е цвеќето зумбул. Има два вида на зумбули. Холандски, со густи цветови, кои што се распоредени на стебленцето, и римски зумбул со ретко распоредени цветови на стебленцето. Интересно. Но недостасува уште едно пролетно цвеќе, рече сонцето. Каде ли е? Се запраша и пролетниот дождец. Сигурно и вие, дечиња, се прашувате. Каде е и кој е тоа цвеќе? Ајде сега повторно да размислуваме, да го уклучиме мозочето и да мислиме. Тоа цвеќе е... Да, веќе погодувате. Тоа е лалето. Но да видиме каде е. Зошто го нема уште да расцвета? Аха, длабоко во почвата, измешана со ситни камчиња, си молчаа луковиците од лалињата. Сонцето и пролетниот дождец се доближија до нив. Ајде, станувајте, треба да расцветате. Дојде пролетта, им порача пролетниот дождец. Не, рано е, нас се уште ни студи, одговорија гласно луковиците. Не е рано. Ајде, станувајте, верувајте во себе. Вие можете, а ние сме тука да ви помогнеме. Јас ке ве полевам со моите ситни капки, им порача пролетниот дождец, а јас ке ве топлам со моите зраци. Немој да се грижите, ги посоветува сонцето. Тогаш лалињата се охрабрија, добија сила, им се зголеми нивната самодоверба и расцветаа, се појавија. Беа многу среќни, насмеани, затоа што беа дел од убавата природа. Погледнете ги колку им се насмеани лицата. Премногу. Заедничко за сите овие цвеќиња е тоа што се луковичести растенија. Луковичести, ќе се запрашате, што значи тоа луковичесто растение? Сега ќе ви објаснам. Коренот и на лалето, и на нарцисот, и на зумбулот им личи како на некое лукче или компирче. Затоа велиме дека овие цвеќиња
се луковичести растенија. Освен коренот, еве го, цвеќињата имаат стебленце, имаат листови и имаат цветови. Цветовите може да бидат во различна боја. Овде сега во моментот имаме жолто лале, розово лале и малку потемно розово лале. Но може да се сретне во природата и црвено лале, и бело лале, има и шарени. Нарцисот обично е во жолта боја, но го има и во бела боја. Зумбулот може да биде розов, виолетов, но има и бели зумбули. Сега малку ќе си играме математика. Да, математиката ја има насекаде околу нас, па ја има и во природата. Да започнеме. Колку сонца има на оваа слика? Да, погодувате, има едно сонце. И на сликата, и во природата има само едно сонце. Сега ќе го видиме бројот 1. Еве го. Ова е бројот 1. Продолжуваме понатаму. Да ги изброиме облачињата. На сликава овде има. Ајде заедно да броиме. 1, 2 облачиња. Така е, другарчиња. И сега ќе го видиме бројот 2. Еве го. Еве го бројот 2. Одиме понатаму. Ќе се симнеме долу. Да ги изброиме лалињата. 1, 2, 3 лалиња. Сега ќе го видиме бројот 3. Така е, другарчиња. Да видиме колку зумбули има овде. Повторно броиме. 1, 2, 3, 4 зумбули. Каде е бројот 4? Еве го. Ова е бројот 4. Одиме кај нарцисот. Да видиме колку има нарциси овде. 1 нарцис, 2, 3, 4, 5. И еве го бројот 5. Другарчиња, сега да повториме. Значи се запознавме со бројот 1, еве го, бројот 2, бројот 3, бројот 4 и бројот 5. Јас знам дека вие знаете да броите и повеќе од 5. Овде долу ви се наредени броевите до 10. Ке ве замолам, продолжите да броите се што гледате овде на сликава. Еве, например, изброите ги дождовните капки и пронајдете го соодветниот број кој што е овде во овој ред. Потоа изброите ги ластовичките. Колку вкупно ластовички има и повторно пронајдете го бројот. Изброите ги зраците на сонцето, така, и пронајдете го бројот. Потоа можете да ги изброите колку има дрвја овде на сликата и пронајдете го бројот. И на крајот изброите ги овие ситни камчиња кои што се наоѓаат долу во почвата и пронајдете го бројот. Ајде сега да повториме заедно. Со кои пролетни цвеќиња се запознавме денес? Ајде. Се запознавме со зумбулот. Потоа се запознавме со лалето и се запознавме со нарцисот. Одлично. Сега домашна задача за вас, драги дечиња, заедно со вашите родители, да изработите од хартија пролетни цвеќиња. Ќе го направите зумбулот, ќе го направите и лалето, ќе го направите и нарцисот. Јас верувам дека вие
Со вашите вредни рачиња ќе ги изработите овие цвеќиња. А што ви е потребно за да ги направите? Еве, хартија по боја, лепак, моливче и ножички. Заедно со мама и со тато цртајте, сечете и лепете. И ќе добиете прекрасни цветови. Цветовите ставете ги во некоја здела и ставете си ги во вашата соба да ви ја краси. И сосема на крај, топло ви ја препорачувам да ја слушнете песната за пролетните цвеќиња, што мама и тато ќе ви ја најдат на интернет. Пејте ја и играјте на неа. Забавувајте се заедно со мама, со тато, со бато, со дада. Вклучете ги баба и дедо. Играјте, забавувајте се, останете ми во добро здравје. Ве поздравувам до следното наше видување и дружење. Ве гушкам силно и ви праќам топли бакнежи на сите. Ве сакам најмногу на свет.